Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате деветиот дел од книгата Потребата од имам. Авторот на оваа книга, Хазрети Мирза Гулам Ахмад, чесниот основач на светски раширениот Ахмадија муслимански джемаат, роден во Кадијана, село во руралниот регион на Пенџаб, Индија, бил од Бог одреден реформатор на подоснежното доба на ветениот Месија и Мехди. Бил пратен од Бога како исполнување на претскажувањата содржани во Библијата, чесниот Куран и хадисите, со посебна задача на повторно откривање на исламот во неговата првобитна форма и убавина, и луѓето да се вратат кон нивниот создател. Ова книга е напишана само за 1 ден и половина и е печатена во печатницата Дија ул Ислам Кадијана под надзор на Хаким Фазил ул Дин Пхервија, собственик и менаџер на печатницата. क्यों दिल लगाते हो। Данок на приход и свежи знакови. Во името на Аллах, милостивиот дарител без барање, со милосниот, ние него го пофалуваме и ги привикуваме благословите на неговиот благороден пратеник. Вистината на секој момент е помогната од Бог, одржувач на сите светови. На вистина ја имаат раката на вистинскиот Бог, скриена во нивните ракави. Секоја неволја која се слуша од небесата на вистинската личност, на крајот станува знак за трагачите. Некои мои неразборити противници беа силно нажалени и разочарани од неуспехот во судскиот процес кој против мене го покрена доктор Кларк. Наспроти нивниот труд мораа да поднесат голем пораз во случајот во кој беа во прашање мојот живот и мојата чест. Тоа не беше се. Предскажувањето кое ми беше објавено во поглед на овој случај, за кое се известени повеќе од 200 почитувани и угледни луѓе, и кое е објавено однапред и на големо раширено во јавноста, исто така се исполнило. Но за жал на моите противници, за нив бил подготвен уште еден пораз, поради нивната сомнителна природа и непотребно брзање. Кога неодамна, во скратената постапка и без било каква нормална истрага од страна на судот, написателот на овие редови му бил одреден данок на приход и преку барање бил известен дека треба да плати износ од 187,5 рупии. Овие луѓе за кои не е неопходно да ги именувам, мудрите ке знаат, наголемо се израдуваа во срцето и сметаа дека во овој случај ке им биде даден надоместок од тоа, иако нивниот претходен куршум затаил. Но себичните луѓе и оние со зли намери никогаш не можат да победат. Никаков успех не може да се постигне низ препреденоста или премолчената дозвола, бидејќи постои оној кој ги гледа срцата на луѓето, ги просудува нивните скришни мисли и според нивните намери издава налог од небото. Затоа Бог не дозволил дури ниту желбата да им се исполни на овие злонамерни луѓе. По детално испитување, овој данок е опростен на 17 септември 1898 година. Мудроста после ненадејната појава на оваа судска парница е во тоа што Бог сакал да ја покаже својата подкрепа кон мене, и тоа во 3 работи и аспекти, односно мојот живот, мојата чест и мојот имот. सब मौत का शिकार है। Што се однесува на животот и честа, Бог ја покажал својата помош во случајот на доктор Кларк. Но останало да се покаже Божјата подкрепа и во поглед на мојот имот. Семокниот Бог, затоа сакал неговата помош во поглед на мојот имот, исто така да им биде покажена на луѓето. Он ова го направил
и така ги исполнил трите форми на својата подкрепа. Тоа е тајна после овој процес. Како што Бог не дозволил случајот на доктор Кларк да го заврши мојот живот или да ме понижи, туку целта била да ги покаже знаците на моќниот и добротворен Бог. Истиот случај бил и овде. И како и во овој случај кој го вмешал во мојот живот и мојата чест, Бог низ објавата предскажал дека јас ќе бидам ослободен, а противниците ќе бидат понижени, и така Он однапред ме извести дека јас ќе бидам победник и љубоморните луѓе ќе бидат засрамени. Ова предскажување, кое Бог го објавил во нашиот џемаат, станало добро познато, пред да бидат прогласени конечните резултати. Токму како што нашиот џемаат бил сведок на небесниот знак во случај, кој го замеша мојот живот и чест, така биле сведоци и на другиот небесен знак, во овој случај, кој понатаму ја заселил нивната вера. Нека е Аллах фален за тоа. Силно сум изненаден што маулвите, оџи, не се заинтересирани за вистината, иако знаците не престануваат да се појавуваат. Тие не сваќаат дека се моќниот Бог го предизвикува нивниот пораз на секое поле, како тие посакуваат Божјата помош од еден или друг вид да се појави во нивна корист. Но наместо помош, нивниот неуспех и разочарување не престануваат секој ден да бидат очигледни. Например, во времето кога астролозите нашироко известувале дека сонцето и месечината ќе се помрачат во следниот месец Рамазан, многу луѓе мислеле дека ова може би е знак на доаѓањето на ветениот имам. Затоа маулвите се плашеле луѓето да не им се приклонат, бидејќи единствено јас тврдев дека сум Мехди и Месија. За да го покријат знакот, некои од нив прогласија дека помрачувањето на сонцето и на месечината нема да се случи во наредниот месец Рамазан и дека тоа ќе се случи кога нивниот имам Мехди ќе се појави. Но кога помрачувањето на сонцето и месечината се случи во месецот Рамазан, тие почнаа да зборуваат дека овие помрачувања не се во согласност со зборовите на хадисот, затоа што хадисот вели дека лунарното помрачување ќе се случи во првата ноќ, а соларното во средината на месецот, додека во мојот случај лунарното помрачување се случило во 13-тата ноќ, а соларното во 28-миот ден од месецот. Објаснето им е дека во хадисот не се зборува за првата ноќ во месецот, бидејќи месечината, земјин сателит, не се нарекува камар, туку хилал, а хадисот го содржи зборот камар, а не хилал. Според тоа, значењето на хадисот е дека месечината ќе се помрачи првата ноќ од ноќта во која помрачувањето може да се случи, односно во 13-тата ноќ од месецот, а сонцето ќе се помрачи во средниот ден од денот, во кој тоа може да се случи, односно на 28-миот ден. Откако го слушнаа вистинското значење на хадисот, неуките маулви беа силно посрамени и пронајдоа уште еден изговор, дека еден од пренесувачите на хадисот е несигурен. Потоа им е објаснето дека бидејќи предскажувањето содржано во овој хадис е веќе исполнето, било каква критика базирана само на предпоставка нема значење наспроти вистинските факти кои даваат силен доказ во потврда на веродостојноста на одредениот хадис. Со други зборови, исполнувањето на оваа предскажување сведочи дека овие зборови се од вистинската личност. Сега, да се изнаоѓаат изговори дека тој не е вистинит, туку е лажливец, еднакво е на негирањето на очигледната вистина. Познавачите на хадисот секогаш се држале до принципот дека сомневањето не може да ја одрече сигурноста. Факт е дека оваа предскажување доволно се исполнило во времето на оној кој тврди дека е Мехди.
जब चांद को भी देखा Нема сомневање во сведоштвото дека оној кој ги изговорил овие зборови ја зборувал само вистината. Да се каже дека некој не е сигурен во карактерот на пренесувачот само е наслутување, бидејќи понекогаш и лажливците зборуваат вистина. Бидејќи ова претскажување било потврдено и на други начини, и некои водечки ханефи, зналци, го посведочиле тоа, сега сето тоа се негира не само нечесно, туку представува и тврдоглавост. По овој неоспорен одговор, не им преостана ништо друго, туку да признаат дека хадисот е точен и неговото точно толкување е дека тој го означува блиското доаѓање на ветениот имам. Но тие кажаа, овој човек не е ветениот имам, тоа ќе биде некој друг. Но овој, нивни одговор, исто така се покажа како банален и невистинит, бидејќи ако постоел некој друг имам, тој требало да се појави на почетокот на 14 век, како што е спомнато во хадисот. Но 15 години од овој век веќе поминале, а никако нивниот имам не се појавил. Конечниот изговор кој сега го пронашле е: овие луѓе се неверници, не читајте ги нивните книги и немајте никаков социјален однос со нив. Не слушајте ги, бидејќи тоа што го зборуваат го допира срцето. На нив како предупредување треба да им служи тоа што во сегашно време небесата се свртиле против нив, а и на земјата. Тоа е толку срамно. Од една страна небото сведочи против нив и земјата се свртела против нив поради превласта на крстот. Сведочењето на небесата, претскажувањето за лунарното и соларното помрачување во текот на месецот Рамазан, забележано е во книгите, како што се дар кутни, а сведочењето на земјата е превласта на крстот, во текот на која е одредено доаѓањето на ветениот Месија алейхиселам, и овој хадис е прикажан во Сахих Букари. И двете сведоштва нас не прифаќаат, а нив ги отфрлаат. Смртта на Лекхрам исто така било знак кој им предизвикал многу понижувања. Мојот говор кој беше прочитан на Махтус, собирот, конференцијата на религиите, радосно е поздравен како голем знак и на моите противници им предизвика големи непријатности. Не само што мојот говор ги надмина сите други, туку ова беше победа, која однапред е најавена во претскажувањето и претходно огласена во најавата. Ако Атам останал во живот, Мијан Мухамед Хусейн Баталви и неговиот сој би имале причина да се впуштат во лажни интерпретации, но Атам со својата ненадејна смрт бил пропаст за овие луѓе. Тој живеел само додека молчел. Но оној момент кога ја отворил устата, бил изненаден со состојбата одредена во објавата. Семокниот Бог му одложил според условите поставени во објавата, но кога го прекршил овој услов, казната била одредена со страшна болест, која набргу довела до негова смрт. Но бидејќи некои од неписмените маулви не го почувствувале овој срам и од пуста интрига сметале дека ова претскажување било потполно безусловно и не извлекле никаков искрен заклучок од очигледната паника и молкот кои го фатиле Атам во времето кое било наведено во претскажувањето, ниту извлекле било каква поука од фактот дека јас го повикав Атам да се заколне и дека тој од страна на своите следбеници бил поттикнат да поднесе тужба против мене, но тој не послуша. देखता है गैरों से क्यों दिल लगा
Денес го завршивме. 9-тиот дел од книгата Потребата од имам. Еселаму алейкум.